што ќе уследи. Прашањето би било, значи ли тоа дека овој земјотрес има директна причинско-последична врска со земјотресот пред 2 месеци и што би можело да се очекува понатаму? Апсолутно. Значи, јас исто така вчера изјавив во еден од нашите медиуми дека практично трите земјотреси се како да кажам, првиот земјотрес од 24 август на некој начин го тригерираше овој земјотрес што беше 6-7 пред неколку дена и уште повеќе овој земјотрес од 6-1 го тригерираше последниот земјотрес, кој што навистина е практично, ако се земе на некој начин, испаѓа дека сите овие биле некој вид форшокови, дека ова е еден главен удар. Значи, Италија е карактеристична со така наречени тие ројна земјотреси, што некојаш и во Лаквила ги имаше многу пред главниот удар и практично тука се системи на раседи, кои што како резултат на оној првиот од 24 август дојде до редистрибуција на напрегањата и во близина на овие системи на раседи до тригерирање, така да кажам, на оној пред неколку дена и овој кој што е, да кажам, еве, на некој начин главен удар, тоа е навистина страшна магнитуда. Јас практично се вратив пред не повеќе од 20 дена, ние бевме баш во Норчија, баш во овој град кој што е сега пострадан, знаете. Па може да е интересно да објаснам зашто на некој начин и нема толку жртви. Ќе ми одговорите со тоа и на прашањето однапред, да. Секако, простите што ја прекинав. Така, да. Значи, ние целиот тој регион го поминавме со цел да ги видиме оштетувањата на сите овие градчина. Значи, тој е планински регион, многу убав предел, туристички регион. Целиот регион Аматриче, Норчија и другите останати градови. И тоа се најчесто стари градови, тоа се од некласични конструкции, со полни зидови, обично камена зидарија. И конкретно градчето Норчија, каде што ние престојувавме, нема повеќе од 5000 жители самото градче. Тоа е прва работа. Втора работа, тоа е повеќе туристичко место и преку зимата е попразно градчето. Второ, со исклучок на тој стариот град, ние го поминавме целата Норчија поминавме, претежно се објекти со приземје спрат, приземје до 2 спрата. И тоа се релативно нови објекти. Тогаш кога го гледавме од земјотресот до 24 имаше по некои оштетувања, но беа минимални. Сега, веројатно, многу повеќе има, да кажеме, оштетување и на тие нови згради, но тие се релативно мали и релативно нови објекти. Стариот град е пострадан како и во другите, како и во Аматриче. Конкретно, дури моите колеги од Италија беа горди после земјотресот од 24 август, конкретно зборував, јас некој од колегите се измолви и рекоа, еве, Норчија е типичен пример како ние го зајакнавме некои од објектите во Норчија и ете за време на земјотресот 24 Норција не беше воопшто оштетен, дури имаше во Трст еден сеизмолошки европски конгрес, дури ги носеа да гледа Норчија дека е доста успешна зајакната. Но, изгледа дека сепак оној првиот епицентар немало голема амплификација на самиот град, а овдека на 6 километри или колку беше отприлike негде 10 километри епицентарот од Норчија, нормално се пострадани овие објекти, да кажеме старите објекти. Дури јас баш имам една слика од базиликата, која што е цела, ако имате да ја донесам тука, може да се види, сега е таа, само фасадата остаена. Добро, кажете ми, според експертите на италијанските апенини кои се протегаат од Лигурија во северозападниот дел на земјата па се до Сицилија, доминираат пукнатини на земјината кора, тие раседи имено, и тие велат дека секоја е просечно долга помеѓу 10 и 20 километри.
Со други зборови, според нив земјотрес со магнитуда од 6 степени според Рихтер создава пукнатини, односно потрес кој ги проширува тие пукнатини, се распределува и предизвикува нивно кршење. И тоа е веројатно она што се случувало таму во август. Може ли овој процес да продолжи и понатаму на неодредено време со потреси и со еден голем конечно земјотрес, односно предизвика еден домино ефект, ако е тоа така дека тие пукнатини се прошируваат и кршат? И колкав би бил досегот во стотици километри, да речеме, најмалку? Знаете, тоа е исклучително тешко да се каже, но, еве, јас малку ќе коментирам сепак, нема да оставам без одговор. Значи, факт е, како што реков на почетокот, дека, еве, тоа е веќе еден вид домино ефект. Односно, еден земјотрес тригира друг и овој вториот, ако не е некој форшок, а повторно, го тригерираше овој третиот. Значи, тоа е тој домино ефект и тоа е познато, да речеме, 99 година во градот Измит имаше магнитуда 7,4 земјотрес. После 3 месеци во градот Душиче, што не е многу далеку на 10 на километри, 20, се како резултат на редистрибуција се појави нов земјотрес, повторно со жртви со магнитуда негде 7. Да одговорам конкретно на прашањето. Видов негде во печатот дека овој колега, овој сеизмолог италијански дури предвидува дека има уште поголеми и уште поголеми земјотреси. И обратно, видов вчера во весникот, во еден од весниците од Италија, дека еден друг сеизмок рекол, после одној што беше пред 2-3 дена со магнитуда 6,1, дека практично е скоро неможно да се случи повторно земјотрес. Еве го се случи. Еве ја да кажам, спрема моите проценки, јас очекувам да нема повеќе. Нормално дека ќе има овие, да нема недоразбирање. Ќе ги има сега, значи овие у наредните 5-6 месеци, ќе има овие автершокови уште стотина, бидејќи во моментов кога зборуваме, веќе сигурно има 2-3 автершокови кои што се магнитуда над 3,5, но бидејќи сепак во краток на една помала површина се случија во рок од, да кажеме, не повеќе од 2-2,5 месеци земјотреси кои што се многу силни, сепак мислам дека е истрошена доста голема енергија и дека не би требало да се тригерира некој четврти земјотрес со такви магнитуди големи, иако мора да се потенцира. Некојаш ние грешиме, викаме, па добро, истрошена енергијата и нема да има нов земјотрес. Значи, земјотрес со магнитуда 7 ослободува милион пати поголема енергија отколку земјотрес со магнитуда 3. Значи, не е пропорционална. Тоа е, скалата не е пропорционална. Тоа значи дека на стотици, на илјаници магнитуди од 3 треба да анулираат земјотрес со магнитуда 7. Но, јас лично мислам дека после ова ќе завршат тие секвенци. Ова се типични сега, најтипични автершокови, тие роеви на земјотреси после овој 6-6. Типични се, последователно се намалуваат, идат помеѓу 3 и 3,5 негде, што не значи дека повторно може би ќе зафати и една петка, но мислам дека понатака ќе се смири тлото, и не очекувам дека би имало толку голем четврт земјотрес. Така, можна ли е со оглед на ова дистрибутивна енергија, условно на ова пореметување, да се одрази тоа и на Балканот? Еве, јас најдов на податок дека ве почувствуван доста интензивно, не само во обсерваториите, туку и од граѓаните, значи сепак релативно силно и во Хрватска, и во Словенија, во Босна и Херцеговина. Дури во Босна и Херцеговина утринава видов дека е регистриран земјотрес со 4,5 на 50 на километри од Сараево. Има ли тоа некаква врска со овој земјотрес и дали генерално може да се одрази на Балканот, односно на Македонија, дали може да се очекува дека има некаква релација овој земјотрес? Значи,
по однос на ова прашање можам 100% да го одговарам со сигурност дека не може овие земјотреси серија што се јавува Италија да тригерираат земјотрес во Скопје. Тоа е неможно, бидејќи земјината кора не е толку крута да може да ги помести на некој начин и овдека да ги тригерира. Дали да ги размести, да ги поремети? Никако не може да ги поремети. А факт е дека и ние овдека го имаме регистрирано тој земјотрес, последниот и сите други, бидејќи ширењето на брановите од генериран земјотрес се движи по целата земјина топка. Така, добро, значи мислите дека генерално Балканот не е загрозен, а како ќе се развива во Италија се уште не се знае. Значи, дефинитивно имаме ние континуирана сеизмичка активност во регионот. Јас постојано потенцирам дека сепак ние не сме толку активен сеизмички регион како што е Италија, како што е Грција, како што е Турција и ќе си продолжи таа сеизмичка активност. Можеме, сега има преку интернет има пристап, може да се сигурно нешто ќе се случи денојуве во Грција, негде во Егејското море или Медитеран, некои нови земјотреси, но некако резултат на овие, да речам, 3 земјотреси локално, како што потенцирав е можно, но не како резултат на тие 3. Кажете ми за крај, како се прави разликата помеѓу афтершок и форшок? Имено, како се знае дали ова бил афтершок или дали само ако дојде следен земјотрес, тогаш стануваме свесни дека тоа бил форшок, а пред да дојде го коментираме како афтершок? Знаете што како се прави? Да кажеме, Скопскиот од 63-та, и се надам веќе пополека го забораваме овој од Скопскиот сега од септембар 5,4. Тие се беа типични земјотреси. Скопскиот до душе од 63-та немаше форшок. Овој 53-та, ако така продолжи, рековме се надеваме дека нема да има појак земјотрес, значи тој е типичен. Имате форшок, имате главен удар и пополека се смирува. Такви се најголемиот дел на земјотреси кога се изолирани, кога не тригерираат други земјотреси. Според тоа правило се. Да кажеме, ако не се случеше ова тригерирање, оној од 24 август беше многу типичен земјотрес кој што имаше главен удар и после намалување. И цело време никој скоро од италијаните не даде изјава дека еве може да се очекува некоја редистрибуција и нов земјотрес. Господин Гаревски, јас ви благодарам што бевте гостин во ова издание на телевизија Нова и се радувам да ве видам повторно, но само за убави работи и прогнози позитивни. Да се надевам. Иако прогнози баш за земјотреси нема, но спрема тоа што повторно велам на вистина многу голема енергија во многу краток регион, временски период, дури и тамо во Италија, иако се земјотресите почести, магнитудите се отприлike тие помеѓу 6 и 7 во тој регион, не би требало да има четврт земјотрес, да кажем. Ви благодарам, да се надеваме дека ќе биде така. Иван, дали почитувани гледачи, тука го завршуваме ова дружење со ова анализа со професорот Михаил Гаревски. Се надевам дека одговоривме и одгатнавме многу прашања, а вас ве чека еве што ве чека до вестите во 12 часот. Ви благодарам на вниманието и срдечен поздрав. Пријатно.